Почитувани мој добар ден, стартуваме со нова работна недела и секако со нова црвена линија. А во неа, во февруари 2024 година, треба да се променат сите документи. Возачка, лична карта, пасош, сообраќајна дозвола и други документи во кои што треба да се промени името на државата. Цените на услугите за вадење документи се зголемени и ќе паднат на товар на граѓаните. Ако остане рокот за промена, ќе има многу гужви. А за да биде проблемот уште поголем, со промена на имињата на улиците, многу граѓани ќе имаат и дополнителни процедури, со вадење нов имотен лист од катастар, зголемени трошоци и безпотребно трошење на време и нерви. Она што ве прашуваме денес е дали треба промената на личните документи да се одложи до истекот на истите. Тоа значи дека очекуваме повторно да развиеме една дискусија со вас. Многу не интересира точно какво е јавното мислење во однос на оваа тема, а тука и ќе ве потсетам дека секако можете да лајкнувате, шернувате и коментирате доколку и не заследите на социјалните медиуми. Се подразбира Facebook црвена линија, потоа Телма телевизија профилот, каде што објавуваме темата, не има на Твитер, но секако уште во овој момент, ако досега не сте го сториле тоа, кликнете и на Инстаграм. Кликнете заследи црвена линија, а потоа и дадете го одговорот на нашето денешно анкетно прашање. Па така, доколку кликнете на Инстаграм стори, ќе ви се појави ова прозорче на кое што буквално го поставуваме истото прашање кое што ќе го поставиме и токму со вас, драги мои. Треба ли промената на личните документи да биде на товар на државата? Две опции за одговор, да или не. А се разбира какво размислување и видување имате, ќе дознаеме, се разбира, со вртењето на телефонскиот број, стандардно 023070005. Ке подсетам, имаме 5 активни линии и она што е најважно, иако повторуваме по многу пати, се знае повторувањето не велат случајно е мајка на знаењето. Да се намали тонот на телевизорот целосно. Ова особено важи за оние кои што може би прв пат ќе се вклучат во црвена линија, за да нема фонија, за да нема дупло чувство на дупло говорење или пак да не се слушнеме воопшто. Како и да е, тоа е златното правило на црвена линија. А стартуваме сега со вас, па да видиме што ќе каже првиот гледач. Треба ли промената на личните документи да биде на товар на државата? Добар ден. Добар ден. И дали се слушаме? Добар ден. Добро, што ме така, ќе подсетам дека секако во текот на ова издание ќе укажеме и на она како се коментираше на Твитер, но верувам дека рокот е поставен, засега е во февруари, ќе подсетам 2024 година, каде што треба да ги промениме сите документи. Но еве, дали сметате дека ваквите промени, односно финансиските трошоци, па дури време и нерви, треба да паднат на товар на државата? Добар ден. Добар ден. Па, добре ни дојдовте во црвена линија. Почнуваме со вас. Кои се вашите одговори? Вака, пошто јас имам тази документи пред 2 години извадени, комплетна пасош, лична карта и возачка дозвола, сметам дека прво добра ви идеја да се одложи промената на личните документи до истекот на истите, или па државата нека ги плаќа за тие што имаат валидни документи. Така имате се уште време. Сметате ли дека всушност сега сте ставени на еден предизвик личен со оглед на тоа што навистина во скоро време сте извадиле лични документи? Што извадивте пред 2 години? Пасош и? Пасош, лична карта и возачка дозвола. И јас и сопругата. Така. Сето тоа се трошкови, мислам, непотребни. Ја не знам што се брза толку со вадење на овие исти документи кога никаде не идеме. А еве, дали ги почувствувавте новите цени пред 2 години или сте информирани? Еве, имате информација колку ќе чини бидејќи има поскапување секако? Па имаше во јавните медиуми дека ќе има поскапување. Сега поскапувањето е, не знам, околу 1000 денари по особа. Отприлике, може не 1000, 700-800 денари, ама не е еден трошок во држава.
Апсолутно сте во право за ова промена на лични документи да се одложи до истекот на истите. Така, благодарам многу еве што бевте први и драго ми еве што лично искуство споделивте со гледачите на Црвена линија со оглед на тоа што навистина пред само 2 години целосно ги подновивте личните документи, но се разбира не се валидни со оглед на тоа што треба да имаме нови и тоа е рокот сега засега е во февруари 2024 година. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Зоки од Скопје. Така? Што сакам да кажам е реално дека не би било паметно да се менуваат документите доколку документот има траење до одредена година. Како претходниот ваш слушател и гледач да приказна имам потполно, значи пред мене личната карта ми трае до 2031 година. Зошто да менувам личен документ? Да истече годината, разбирам, значи нема проблем сега со мен. Дека ќе пишува Северна Македонија, мојата лична карта е со истата адреса, со мој исти матичен број, со иста дата на раѓање. Која е целта? На сите ни е јасно, у 21 век нема глуп народ. Ако е празна касата на државата, нека си го решат проблемот унатре тие што крадат, а не преку грбот на народот да покушаваат да ја полнат касата. Не е коректно, не е честно. Луѓето не може да го предат од први до први со оние големи мега покачувања на... Така, јас ќе посетам, само внимавајте на тајмерот 90 секунди е секој излагање и вам ќе ви се заблагодарам секако за јавувањето во Црвена линија. Меѓу другото, еве, ако некој од вас сака дополнителни 90 секунди, секако додека трае Црвена линија, слободно завртете го повторно бројот и ќе ве вклучиме. Добар ден. Здраво. Здраво. Видивата. Убаво кажеш дека као прво касата на бандаше, значи не е напумпана пуната, значи треба да се напуни таа каса, парите да се напунат. Ама пари нема да не смениш устав, ова идентитет во устав да внесеш, значи да бидеш бугарин. Тоа го прави насилна Европа начело со Америка, значи пак е нагласам. Ова не е само тука суети на нашиве функционери, овие се само измеќари, значи само извршаваат наредби од овие поголемиве. Некој главниот газда на Балканот овдека, овој јужниот доле што се наоѓа под нас. Значи, ако се сеќавате, еднаш беше на гостите Мицотакис тука, и одма даде примедби, таму некои си требало да се менјаат имења, презимења. Значи, ако не ги смениме, јас пример сум противник да се смени ова чудо, али верувајте дека ни у Србија нема да можеме со лични карти и патоши да бегуваме, заради тоа што сите овдека балкански држави се измеќари на западот, на тој поган расипен запад. И заради тоа мораме да ги смениме и нема да ќе речеме не ги менјаме. Ќе видите што ќе ни се случи, значи нема да можеш да излезеш. Сакаш да идеш на море, на езеро, било каде, ќе те блокираат заради тоа што нема. Но за да не изгледа дека ние ве блокираме, ќе потсетам уште еднаш, само внимавајте на тајмерот 90 секунди. Благодарам и вам за јавувањето и тука уште еднаш ќе потсетам, секако дискусијата може да се префрли на Facebook и на Twitter со оглед на тоа што доколку на Facebook кликнете Црвена линија, еве сега можете и да видите како изгледаме таму. Значи, Црвена линија, да, ова ни е профилот, овде е најавата на темата, еве ни е фотографијата, така да факт е дека во февруари 2024 година треба да се променат сите документи, но секако покрај промената на документите, граѓаните ќе треба да се соочат и со промена на цените.
на личните документи, но излегуваат и нови проблеми кои што се врзани и со промена на имињата на улиците, кај кои што многу граѓани значи ќе имаат дополнителни маневри кои што ќе треба да ги направат, а тоа е во превод процедури, што значи многу време, многу трошоци и многу нерви. Добар ден. Добар ден. Повелете. Промена на личните документи. Дали треба веќе да ги промениме и главите наши, ја не знам, веќе се прашувам. Пошто ова што се прави врз македонецот и врз државата Македонија, го нема никаде во светот. Меѓутоа, овие наши градски лагодни, како да ги наречам, амеби, ќе речам амеби, не ли им смета сега кога одат по шалтери, по Скопје, по Шкупи, по овие државни институции, дека прво јазикот не го слушаат македонски. Ајде, кажете ми дали скоро сте промениле некој личен документ, сте извадиле, дали е тоа лична карта или може би пасош? Менјав нешто од лани и полани, да ви кажам право, менјав и не сакам ни да паметам, ни не сакам ни да мислам за единица како ќе правам, што ќе правам и дали да менјам. Најдобро е да се промени владата, да се променат опозиционите тикви, празни. Само едно прашање, сметате ли дека сите трошоци треба да ги превземе државата? Ама која држава, господи водителке, која држава кога ние сме државата, народот е државата, ние го плаќаме тоа, ние го враќаме данокот што кредитот што го зема државата. Ние се враќаме, македонците, ние струја плаќаме, ние вода плаќаме и на тие што не плаќаат, ние плаќаме. Така, благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме си како совест. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Ти благодарам. Овака сега, гледаш од Скопје. Добро. Во конкретно ете за улиците, за промена на имињата на улиците. Така. Јас ќе си го кажам мојот пример, односно јас кај што имам куќа е до пред една година на улица Алп, во Бутел 2. И сега го сменија името Агрон Бериша. Ја можам да разберам да беше името на улицата, да кажеме Јане Сандански, па и сега тамо владеат поише албанци, па ајде сега тој не бил ова, Алпи е планински масив во Европа што не додира за никого. Зашто се смени име? А уште почудно што е тоа што Агрон Бериша, јас лично го познавав, што јас сум повозрастен и го знам кој е човек и не знам со што заслужи па да биде нашата улица Агрон Бериша. Ајде, дали тоа значи дека ќе треба да направите промена на имотен лист со оглед на тоа што имаме рок за промена на документите? Сега вие самите си поставивте прашање и си одговорите. Па нормално дека треба да направам. И сметате ли дека државата треба да ги покрие овие трошоци? Не е битно сега дали е државата, но јас се прашувам зашто е сменето името. Не е ни Питу Гули, ни Јане Сандански. Добро, а јас секако ќе ви се заблагодарам за јавувањето и за тоа и што предучивте какво видување имате и вашето лично искуство. А моите прашања до вас беа директно врзани за темата за која што зборуваме. Ете уште еден предизвик пред граѓаните со оглед на тоа што се менуваат имињата на улиците, а тоа значи дека треба, еве јас ке си одговорам на моето прашање како што рече гледачот, не случајно за да нели курсот на дискусијата го тераме токму кон темата, а тоа е дали значи дека треба да се изложуваат граѓаните на нови трошоци, многу време, со оглед на тоа што треба да се вадат нови имотни листови, а се разбира имаме смена и на цените во постапките за вадење на личните документи. Па дали товарот финансиски, временски, треба да го превземе државата? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте.
Евака, сега јас во врска со денешната тема, следново сакам да го кажам. Ова промена на документи, личните документи, беше спомнато уште од Преспанскиот договор од пред 5-6 години таму кога се правеше. Што не презема државата во тој момент како истечуваат личните документи да го става новото име Република Северна Македонија. Него спиева долго време и како што пред малку се јавија некои гледачи, пред 2 години имаат вадено лични документи и сега пак мораат да вадат нови документи. Изволте, господа, државата сега нека ги плати тие трошкови на документите кои допрва треба да ги менјаваме, а сме ги смениле пред година или година и пол или 2 години. А можеше тоа да почне оваа акција, да речам, да се менјаваат документите, односно да уште пред 5-6 години. Сега апсолутно не 100%, него 1000% државата треба да ги сноси трошковите за промена на личните документи. Благодарам, ни дадовте одличен одговор и на анкетното прашање. Тоа она што очекуваме, значи да ни одговарате на прашањата, бидејќи секако темата е во таа насока. Благодарам уште еднаш за јавувањето и еве слушате што велат гледачите до сега. Нови 90 секунди и верувам веќе е нов гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали сум ја на линија? Да, во црвена линија сте, повелете. Па види, Тино, да ви кажам нешто. Си играат мајтот со овој напатен народ. Прво ВМРО извади електронски здравствени картички. Тие не кошта по 4 евро тоа време, кои никогаш не проработија, не влегува во функција. Па се вратиме повторно на здравствените книжки. Сега дојде ВМРО, сменија 170 улици низ Скопје. 170 улици, не биле, тие биле комунистички, патура тамо, Голи отоци, Змиски острови тамо, што беше тамо. И тука сега има додатни трошкови. Треба изводи од имотни листови. Треба трчање од еден шалтер на друг. Па треба пари. Најважното пари треба. Што рече еден, нека плати државата, нека платат овие партије што ги покачија платите 78%, нека одделят по 1/3 од личните примања, нека им платат на граѓаните и чист рачун, долга љубов. Тоа што би кажал друго. Еве, вие дали неодамна сте извадиле нови лични документи? Абе, не сум извадил тие документи, што има врска, дали ќе пишува Северна Македонија, каде ќе одиме ние? Така, благодарам многу за јавувањето. Одиме малку и со твитерџи, како што напоменав на почетокот. Ке почнеме со твит кој што е од 26 март, не случајно, бидејќи тогаш беше веќе најавено дека ќе треба да се направи промена на личните документи, меѓу другото и нови тарифи. Живко Илиевски напишал: македонците да бойкотираат вадење нови пасоши по желба на грците. Џорџ Вашингтон напишал: ова значи дека поскапеа и пасошите за босовите на наркокартелите. МВР ги дигна цените. Ова е всушност реакција тогаш на твитерџи, на насловот, односно на веста, дека Министерството за внатрешни работи ги дигна цените. Пасошот поскап за 500 денари, како и личните карти, возачките, и мора да се сменат. Се разбира со промената на името, односно со Преспанскиот договор. Но дали всушност сите овие трошоци, време и нерви треба да паднат на товар на државата? Или може би е подобро да се одложи рокот за менување? Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Па еве, кои се вашите одговори? Дали, јас мислам, ако тој е ВМРО на вас, да донесе мене документи, тогаш кој сменил, тој ви вреде надат. Кој треба да се откаже
да се менат после изборите. Документите. После изборите. Не дали го дадат само. Тоа се дена за тоа, тоа се дена за тоа. Тема тоа нищо. Тоа е германизам на народ погledati. Да се научијат. Ово не го разбрати. Те кажат, после менување документи, после избори. Не може некоја влада може да не подржи. Може да не подржи. Името да го отвори, документите да ги отвори, да си отвори сажни документи. Има. Тоа стигне подобно. Голем поздрав, благодарам за јавувањето. Одиме понатаму со вас и ве можете и да ни кажете дали сте во категорија на оние граѓани како и гледачот кој што се јави пред неколку гледачи кажа дека пред само 2 години направил заедно со сопругата целосна смена на личните документи. Но сепак на она што стои во личните документи нема да биде валидно со оглед на тоа што треба да се смени тоа името, па со тоа и личните документи. А рокот за менување е февруари 2024 година. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па ја мислам дека требаше да се дозволи како поминува рокот, така да се менуваат документите, а не со рок до крај на годината. Дали ме разбирате? Значи како истекува важноста на документот, така да се смени со нов документ во редовна постапка и немаше ништо да значи, немаше ништо да се изгуби. Меѓутоа има еден друг проблем, тоа е да ова со општините што го прати, да кажеме, пошто сум ја од градот Скопје, без знаење на граѓаните да менуваат броеви и имиња на улици. И вие случајно дознавате и сега речеме ја треба овој месец да менувам лична карта. И сакам да ми објаснат кај е сега јас, ако не е промената на името на улицата проследено во МВР, како јас ќе дојдам на ред, не знаев, одам да подадам документи и таму ми речат потврда ми бараат. Кај да ја барам таа потврда кога е смената улицата? Значи, тотално, ја не знам што е толку тоа помодарска работа, да некој, да не кажам, клати врата, си најдат работа, менјаваат улици како ништо ќе им текне. И сега вие треба да менјавате комплетно документација, катастар, лична карта, па да не кажам, банка. Зошто? Затоа што на некого му се кефтало да ви даде негово предлог за име на улица. Јаката голема работа, да ви кажам право. Поштарите сега не може да не најдат. Сва среќа што работам онлайн, па сметките ги плаќам онлайн, а не преку пошта. Благодарам за вклучувањето. Напоменам, внимавајте на тајмерот. Еве во град Скопје, доколку аплицирате, односно за нов имотен виз, за потврда само треба да чекате 3 недели. Значи, екстремно многу време чекање, се разбира многу нерви, но и многу поголеми трошоци. А рокот се уште е февруари 2024 за промена на личните документи. Па црвена линија денес ве прашува дали е подобро целиот овој товар на време и пари да го превземе токму државата. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија. Добар ден. Ало, ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Видите, ја ми поминуе мене возачката дозвола. На 21 сега, се јавувам, треба да се најави, се јавувам уназад месец дена, да ми закажат термин. Ми закажуе у јули месец. И викам се, како викам се, мене од 21 до 25 таму јули, како ќе возам? Па тоа не знаем. А по брза постапка може. Редовна постапка е 300, не знам колку динара, а за брза постапка за 2 дена 1200 динара. И мора по брза постапка да се плата 1200 динара. И тоа ти е музење. Така е, музење. Никој неќе да пасе, сите сакаат да музаат. И лична карта преклан ја смени. И се како се до 24-та, пали додам, пали да чекам, па да се најавувам. Па кога ќе ми истече и готово? Нема тоа како. Не знам ова што се работи. Не е за парите, али одете таму да видите што е. Хаос. Хаос е таму. Така, па и пријатно поздрав се на убаво. Големо благодарам и вама. Тоа е она што очекуваме во црвена линија, бидејќи директно пренесовте што вам ви се случува, односно со какви проблеми се соочувате токму во овие постапки.
Одиме повторно со Твитерџи, ќе продолжиме со твитот на Кашлица кој што има напишано: ако не сакате да плаќате поскапо за нови лични карти, пасоши и таблички, смените ја власта. И еве сега слушаме дека и за возачка дозвола по регуларен термин, барем по она што кажа гледачот, треба да чека повеќе од месец дена. А за брза постапка секако процедурата и повеќе чини. Па, дали сметате дека сето ова треба можеби да е финансиски натовар на државата? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Видете, држава наеднаш не се ништи, полека, постепено. Треба да се навлези во сите пори, поедно, па така ќе се уништи држава. Иначе наеднаш, не може што се бунат луѓево. Постепено тоа е. Едино, може само да ни го сменат мозокот, да решат проблем наеднаш. А иначе вака, смениле улици, смениле ова, смениле документи, па бришат шахти, па три... Абе, крај не може да најде луѓето, имат многу работа занесени, заматени се. Не знам тие што е држава. Ги матка некои само пливат низ магла. Ето тоа се играат со народот. А па ние народот, па сме бетар од нив, вместо да станеме да заштитиме држава, кој како ќе дај подкусурува. Ова е брука невидена страмотилуци. Те бугари, те грци, те овона. Утре ќе ни забрана да спиеме со жените. Ќе речи да, ама не смееш да спиеш. И точка. И мора да го почитуваме и тоа. А еве сега и ова да ве прашам, дали вие неудобно имате или во скоро време направено промена на лични документи или допрва треба да правите? Лична карта имам сменето, дали има 2 години, не се сеќам, треба да видам. Пишува Северна Македонија. И долу пишува државјанство македонско. Кај е националноста? Цртичка, нема. Така, благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Македонија. Добар ден. За мене како македонец, се тоа што ни се прави е нелегално. Со самиот избор на Талат Шафири на див начин избран за собрание, менување устав, во кој устав се колнеше поранешниот премиер води. А еве, сметате ли дека сега треба да се направи смена на... Вака сега, јас ке посетам една многу важна работа, иако ја напоменувам по многу пати во рамки на секој издание на Црвена линија, ве молам да се држиме до темата. Значи, конкретно, еве, пред нас, како граѓани, имаме рок кој што е поставен, а тоа значи смена на личните документи. И тоа до февруари 2024 година. Она што го предочуваат и некои од гледачите кои што се вклучуваат, има многу меѓу граѓаните кои што веќе имаат направено промена на голем дел од своите лични документи. Но она што е интересно е дека смената се прави по предпанскиот договор и тоа што е направена и промена на името. Така да таа промена на името треба да биде забележана и на личните документи. Но тоа се и трошоци. Имаме и нов тарифник, кој што е поскап од никогаш, а се разбира се менуваат и улиците. Па тоа значи дека граѓаните треба да добијат пред се потврда, ќе потсетам уште еднаш, која што барем во град Скопје се чека и до 3 недели за промена на имотен лист. Тоа се многу време, пари, нерви. Дали државата треба да го покрие овој трошок? Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. На темата. Треба да се одложи до истекот на истите. Така? Друго, што би сакала да речем, сите сме јаки во вака на телевизија и на Фейсбук. Зошто не ми е јасно не излези народот на улица? Не е битно. Зашо? За децата што се лекуват, донираме преку телефони, за закони, за покачување на плати, за се. Значи, нема храбро за македонскиот народ. Јас прва ќе излезам ако треба за било што. А еве, дали вие лично имате досега направено некаква смена на лични документи? Пасошот. Северна Македонија. На него пише собственост на Република Македонија. Ако пише собственост на Република Македонија, зашто јас да плаќам, бе? Ајде, тоа објаснете ми го. Тоа ми е интересно. Друго ништо.
собственост на Република Македонија. Чим е собственик Република Македонија, што има јас да плаќам? Се додека вака размислуваме, дека треба на линија на помал отпор, и се додека не дајме отпор, да му излеземе сите, кој да е на власт, не ми интересира. Мене ми треба убав живот, плати ми треба добри, да бидам добро платена, да се ранам фамилијата, да немам кредити и сите работи. Одат што рече. Се додека вака се чуват работите, сите јаки на уста, а никој на улица да не излегува, дали се пенсионери, дали администрација или било што, ќе оди вака. Убав ден. Убав ден, благодарам за јавувањето. Еве, интересно посочивте дека стои собственост на Република Македонија. Па еве, дали тоа значи дека според вас трошоците за промена на личните документи треба да ги превземе целосно државата? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, во црвена линија сте, повелете. Благодарам, па вака. Прво, ова е, значи, желба на државата. Државата ги носи законите и државата треба да ги сноси овие трошкови кои што, значи, да треба да се направат во однос на промена на документи. Јас лично не побарав да сменам улица, да сменам пасорд, да сменам... Значи, оние кои што треба да излезат надвор од државата, тие по сила на закон треба да променат лична карта, пасош, затоа што ние сме регистрирани како Северна Македонија. Меѓутоа, за внатрешна употреба во држава, зошто да морам да менјам лична карта, да морам, јас ако не излегувам надвор од државата, ни пасош ми треба, ни лична карта нова ми треба, ни возачка нова. Значи, тоа е второто нешто, значи, не треба да го плати граѓанинот. Со истекот на важноста на документот, тогаш, значи, по сила на закон ја морам да го променам документот и тогаш ќе морам, значи, и да платам и да го променам. Значи, меѓутоа, се до тој момент мислам дека апсолутно не е потребно, значи, тој товар да падне на товар на граѓанинот. Кај мене, да речеме, возачката истекува на крајот во февруар месец, да, барањето е до февруар месец 24, а мене, значи, негде трети месец ми истекува возачката. За 3 месеца да менјам возач. Мислам, нешто нелогично. Во однос на оно што го Лупчо го потеги... Внимавајте на тајмерот 90 секунди. Продолжуваме сега со вас. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до сите гледачи на ТВ Телма. Голем поздрав и до вас. Јас лично би сакала да кажам дека треба документите да се менуваат по автоматизам кога завршува рокот, за да не се стават граѓаните во дополнителни трошоци и така знаеме какви се примањата кај нас во Македонија. А инаку, колку јавноста да знае, предходниот некој гледа спомна, меѓутоа улиците ги смени Шилегов пред да се замени од власт и СДС. Така да они треба да се ја сносат одговорноста и целата одговорност и оваа каша, онија за кашка и треба они да откашкаат. Мислам, не е во ред така. Треба да се знае и вистината. Ви благодарам многу и пријатно. Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Добро, додека да слушаме друг гледач, ајде пак со цвитерџи. Еве, ама двеќе има напишано на оваа тема. Им се обреќа на опозицијата. Вие да имавте трошка национален предзнак и го споревте нештото од Преспа, а не да навивате за пониска цена на промена на пасоши и лични карти со име наметнато од друга држава. Сакам да кажам, до парите вие. Исто како и сегашниве администратори. Дај фузирајте се барем. Но како и да е, очекуваме што е можно повеќе ваши лични мислења, ставови, но и искуства со оглед на тоа што еве досега можевме да слушнеме од вас дека граѓаните имаат и друг финансиски предизвик. Поскапи се цените за вадење на новите лични документи, но имаме и оние брзи и бавни постапки на вадење, каде што цената е огромна. А за да се чека и од гледач дознавме дека за возачка датумот, рокот е дури цел месец да биде без возачка, додека дојде неговиот термин за вадење на нова. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав од Телма телевизија. Добар ден, во програма сте, повелете. Да промене лични карти, дали треба? Не треба. Треба да се променат и да не постојат ова предавничка влада. Како северни ќе не прават, северџаните.
Треба само кој промени на власта и да си дојде лична карта исто во Република Македонија. И лични пашоци и се. Ова е предавство. Какви промени направи, сами се позоруват на нива и промени и пофрлуваат граѓаните за референдум гласуваат против. А они залажуваат дека сакаме да одиме за НАТО. Не за НАТО, за промени. Едно зборово, друго право. А еве, дали вие досега имате направено смена на некои лични документи? Чекам само промени, ништо друго. Се не функционира. Не припаќам се Северџан. А групата Север припаќа тие платениците од Раде Василев, Лупчо Василев и Вејлан од Охрид тие припаќа. Тие се платени. Одиме понатаму, реалноста е следна, значи даден е рок до 2024 година, месец февруари, граѓаните да направат смена на личните документи. Тоа значи и нов тарифник, се разбере, слушнавме од вас, уште еднаш ќе повторам, имаме и брза и регуларна постапка за вадење. Цената е драстично, може би поразлична, секако брзите постапки се поскапи, но секој не може по брза постапка. Но за да и дочека личен документ, од граѓаните слушнавме дека време трењето е понекогаш терминот и до цел еден месец. Па треба ли државата да го превземе товарот или барем да се одложи рокот за вадење нови лични документи? Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Види вака, точно, државата треба да ја преземе трошоците за вакви работи. И втората работа, што е најбитна, па ево се надевам дека ова проклета власт ќе падне, па ќе дојде други, може нема ни да треба. Ти се види и од Европска Унија, од се, па сега треба да се вратиме на старото, може и џабе да ги менуваме. Зошто? Значи, од Европска Унија ништо. Второ, ние одма уште за времето на Заев шахти, бришевне, маткавме, што сакавме правиле. Се требаше да се направи пак ништо. Име сменавне пак ништо. И шо сега? Прво нека не прода и нас одавде и готово ова власт и не треба ништо да менуваме. Дајле, понатака. Еве, некли бев по некој лег во Грција. Се враќам, се уште си стои фиром Македонија, се уште си стои по старото. Што требаме ние да правиме? Што треба да правиме? Али се додека си седиме дома и вака ви се јавуваме вас и ви досадуваме може, вака ќе биде. Само улицата го решава проблемот. Штрајк. За се, како Милошевич што падна со 600.000 излезени во Белград. Што дека ќе... Кои документи ги смениме? За каде? Не знаеме утре што ќе видиме. Јас ќе ви се заблагодарам и ќе подсетам воопшто не досаѓате. Црвена линија е намената токму за граѓаните. Ова е простор и време каде што граѓаните можат да ги слушнат сите оние кои што и носат одлуки. Како и да ја продолжуваме со јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав телевизија. Телма. Поздрав до вас. Така. Треба да се промена само северно да не биде. Македонија само. Македонија сме и клетва е дадено и треба да стане Македонија. Само Македонија. Промена ова власт, ова ненародна влада. Добро, кажете ми еве дали неодамна сте ваделе лични... дојде и времето за реклами. Добро, одиме со реклами, па и резултатите од Инстаграм анкетата. По рекламите, задолжително, како и во секој издание на Црвена линија, време е да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм стори анкетата. Уште еднаш ќе ве подсетам, ако не следите, направете го тоа веднаш и веќе од утре ќе можете активно да учествувате во нашите анкети. Па на денешното прашање, кој го поставивме и за гледачите во ово издание на Црвена линија, треба ли промената на личните документи да биде натовар на државата?
Со да одговорија 82%, со не 18%. На товар на нашата екипа ќе биде вашата радост, вашата забава и секако едно чудо награди кои што верувам ќе продолжите да ги освојувате како и секогаш. А за да бидат освоени се разбира наградите, ние редовно ве подготвуваме во овој дел од Црвена линија. Секако ќе се заблагодарам прво на сите оние кои што земавте учество во Црвена линија и истите вие ве очекувам за многу кусо време, а знаете добро да го вртите телефонскиот број, да си ја пробате и среќата ме изна ењето во Завртина Тилма. А што се однесува до знаењето, ќе го подобриме во овој момент. Внимателно проследете кои прашања ќе бидат денеска исчитани. Кој председател на Ирак беше сменет и ликвидиран по операцијата Пустинска бура? Под кое уметничко име е познат американскиот рапер Куртис Джеймс Джексон III, која опишал Тројанската војна во делото Илијада, што се Гипускоа, Балеари и Малага, и како се вика големиот морски бран настанат од земјотрес или вулканска ерупција. А ерупција на награди следи за кусо време и јас ќе се пријавам секако од мојата втора канцеларија. Се гледаме набрзо.